Еве сме повторно назад, се враќаме после рекламите. Многу теми се отворија за време на рекламите, што мене многу ми се допаѓа, па ајде да започнеме со ред со нешто. Еве Томас би сакала да го прашам. Рече дека си го најде мирот од кога почна со сликарството, некако модниот дизајн го тргнавте професионално, претпоставувам, на страна, а и се почнавте да си сликате, да си го одморите мозокот. Па да речеме така, имаше една своја анекдота. Имав цело време една слика која што сонов. Инаку сликањето е последица на, па сега да не звучам, легав многу тешко го преживеав овој ковидот и се учив и да одам, ако верувате, и живеав на село 6 месеца и ми се јавуваше цело време една слика. И таа слика и ден денеска ја толкуваат како негативна, затоа што е црно-бела, а тоа е моја верзија на јин и јанг. Во секое добро има лошо, во секое лошо има добро. И бев задоволен од тоа што излезе. И после почнав и не можев да сопрам. Направив прва изложба, а бев толку трема имав дека да не се шалат луѓето со мене. На својата прва изложба не бев присутен. Значи, интересно. Да, не бев присутен, јас си легнам, го исклучив телефонот и имав многу позитивни коментари. Била една од најпосетената. Јас се мислев дека нема да ми дое многу народ, дека нешто ќе бев разочаран. Беше многу добро организирана и продадов на таа некоја слика и после тоа не знам, таква некоја сторија моја лична, која што ова не е мој избор, туку е мојот пат, така го доживувам. И сега не би се трампал некој да ми даде 10.000 евра плата, води компанија од 100 души, 500 души. Никако. Како помлад, како и сите, сум сакал да имам концентрација на внимание према мене. Сега се трудам да го немам воопшто, затоа и коментари немам, не враќам на кој да било, не гледам во телефонот, се сликам за жал, знаејќи дека сликата покрај мојот лик поголема веројатност да има да биде приметена, но се трудам и тоа да го нема. Значи што помалку контакт со луѓе? Мојот и нивниот свет е сосема различен. Например, Корубин воопшто не се појавува, што јас респектирам го максимално. Дури со Каролина не се слика, капче носи. Тоа е ептен, му го бендисувам тоа имидж. Тоа треба да го знаеме по сликите, не по... Но тоа е трета генерација на сликари, нема што може да се прави. Одлично. Кире, вие вака да се тргнете, да бидете поанонимен, тешко со фан страница од 90.000 луѓе. И вака, јас искрено сметам дека треба да им се даде отчет на граѓаните. Политички одговор. Мене не ми е проблем јас да бидам анонимен и да не ме гледат. Меѓутоа, граѓаните, знаете како, на крајот од денот тие викат дека тие не плаќаат, реално ние земаме плата од даноците на тоа кое што другите го плаќаат. И сметам дека граѓаните треба да го знаат нашиот влог. Така. И токму затоа јас се обидувам да бидам помеѓу нив. Што е можно поактивен. Да, и да им покажеме дека еве си го заработуваме тоа кое што нели ни го плаќаат. Така е. Инаку, еве, нели, кога се договаравме за емисијата, нели, кажавме дека оваа емисија треба да биде нешто поразлично. Така е. Мене, да кажам, граѓаните ме знаат како профил, кој што го споменавте, каде имаше пожарен или таму се појавав и јас, пред се да бидам блиску до моите колеги, да им дадам поддршка, да бидам вклучен директно во приказната, да им покажам на граѓаните. Меѓутоа, еве, денеска јас имам еден јубилеј, кој што, еве, ке го споменам. Сега и тоа случајно не знаев, са бајле видов. На 19 јуни 1996 година во Скопје јас го имам поставено првиот рекорд во атлетика во Македонија. Зборам за мене на 5000 метри и еве да кажам јас сум горд за тоа што 3 децении моето име се уште го има на листата на рекорди. Меѓутоа мене ми е пак од друга страна жал што како држава 3 децении не сме изградиле некое момче
да направи Подобар успех, да. Не дека моето е плафон. Меѓутоа, еве 3 децени. Ние сега за волја на вистината го имаме еден Дарио Ивановски, кој што е прекрасен, прекрасен атлетичар, меѓутоа најверојатно почнал малку подоцна затоа што тој рекорд е за помлади младинци под 18 години. Да. Значи јас во моментот имам 5 рекорди кои што се уште активни во Македонија. Двата рекорди се за помлади младинци под 18 години на 3 и 5000 метри и 3 рекорди кои што се за помлади младинци под 20 години на 3, 5 и 10000 метри. Така да, паки, ова кое што го зборевте за храната, за па и тома за движењето не е некоја непознаница за мене, меѓутоа ете мудро така одмолчив сега сепак нели да не испадне дека јас нели секаде сум, меѓутоа вистината е таа. Делата зборуваат сами за себе. Таа е реалноста, значи кој сака нека отвори ќе види дека името на Кирче Михаилов еве стои тамо. И искрено Кире, сакав да ве прашам, вие затоа што се човек со многу таленти како и сите тука, вие и пишувате и поезија или? Па еве земав, гледате. Гледам јас тука некоја книга, викам чека да видам што е работава. Да, земав книги, ама би сакал после тоа да ви напишам посвета. Секако. Ова е мојата прва и единствена книга која што Божји дар. Интересен наслов. Која што сум ја напишал, издадена е во 2001 година. Браво. Не навлегувам многу, значи се состои. состои. Идејата и символиката на насловот да човекот Божји дар. Па тоа на кое што го продискутиравме во првиот дел, генерално мислам дека човекот е Божји дар, меѓутоа ретко кој од луѓето тоа го осознаваат навреме и го почитуваат Божјото дело и ете со тоа што оштетуваат, не почитуваат, сметам дека нели застрануваат малку од патот, меѓутоа оние кои што барем нели во огромна мера го почитуваме Бога, мислам дека сме верници, така да треба да им кажеме на сите дека сепак сите ние сме Божји чуда. Така. И се она кое што го има во природата не е наше, не е дадено од Бога да ние со него си играме, туку да го негуваме, почитуваме и да го надградуваме. И токму тоа е. Инаку книгата се состои од 3 дела. Првиот дел е дел од мојот живот, конкретно поврзан со атлетиката. Искушенијата, тешкиот пат трнлив кој што сум го поминал во таа приказна. 2001 година веќе имав повреда на коленото и од тогаш прекинав со активното бавење со спорт и затоа нели кога зборите за спорт еве се трудам некако да видам позади затоа што ако каже некој атлетичар сега сум малку во подминати. Никош не е доцна, Кире. Никош не е доцна. Другиот дел е дел за би рекол една моја нераскинлива врска со тренерот кој што го има во атлетиката. Не навлегувам во една приказна, таму нели го има сето тоа. Ќе прочитаме. Да, и третиот дел? Третиот дел е онака дел кој што сметав дека треба да биде општ за помладата публика, значи некои песнички кои што се малку би рекол полесни за читање, за учење и така натаму. Значи за секого по нешто. Да, за секого по нешто, инаку супер. Немам проблем со пишување текстови, поезија и така натаму. Инспирација има? Видете, оној кој што сака ќе најде инспирација. Така да времето во моментов не ми дава многу можност да го правам ова, затоа што повторно ќе кажам, се трудам да го одработам она за кое што генерално сум платен. Ете така, и така треба, баш ми е драго што го слушам тоа. Би сакала и пак и да го прашам, кога зборуваме, нели сега имаме фитнес тренер, да искористиме тука малку и некој совет да дадеме, нели зборевме за тоа дека луѓето мислат дека е многу тешко или за диети сето тоа, меѓутоа има ли барем онако што јас во моето искуство, нели во последните неколку години го учам дека јадењето е цела една филозофија, секој треба да знаеме зошто јадеме, не само што јадеме, туку и зошто јадеме, кога јадеме, барем онако што го сватив јас некако емоцијата секогаш е поврзана со храната, нешто што сакаме, има зошто го сакаме, зошто не го сакаме. Кажи ми колку некако луѓето почнуваат да ги разбират овие работи, нели во последно време многу се збори за калориски дефицит, и јас навлегов на тоа и многу ми помагаш ти со совети и сватив дека калориски дефицит е многу лесен начин, мислам лесен сега, не е баш лесен, меѓутоа ако влезеш во тој процес ќе научиш многу. Колку луѓето се свесни дека баш онако што го кажав, храната е исхраната е цела една филозофија. Да, баш филозофија, цела наука која што се уште се изучува. Кога мислев дека се сум научил во врска со храна, сваќам дека има уште многу прогрес и уште многу простор за учење, како и у другите тематики, како и со дигиталната технологија секогаш напредува. Али базата и тие факти, вистината за храната, базата е веќе, да кажам, стврдната и таа се
таа ја живеам веќе долго време, како што кажа за дефицит, нели? Тој е многу актуелен и популарен поем дефицит. Луѓето многу го сваќаат здраво за готово, бидејќи самиот дефицит не е никаква гаранција за успех, ни па за здравје. Може да имаме многу токсичен дефицит, можеме да имаме здрав дефицит, може да имаме длабок дефицит и да не оддалечи од целта, да не доближи буквално и до многу болести, ако е преголем дефицитот, односно разликата помеѓу потрошувачка и внес на калории, оној input-output ако е многу голем, може да привлечеме многу лесно да магнетизираме болести, многу лесно. Сега постојат и добри дефицити, меѓутоа самиот број на калории ништо посебно не ни кажува, бидејќи окей, самиот број на калории може да одреди колку ќе тежиме, меѓутоа не одредува како ќе изгледаме и колку ќе бидеме здрави. Значи важно е од каде доаѓа калоријата? Да, значи многу е битен изворот на тие макроси, дали се од јаглехидрати, протеини и масти. Па многу е битно да се види од кој тип на јаглехидрати, претходно како што спомнавме, дали се тоа прости шекери, брзи, средни, каква дигестија имаат, дали имаат голем буст на инсулинот или го спуштаат или го држат мирен. Тоа зависи, протеинските исто на елементи се делат, на животински, спородигестивни, со брза апсорбција. Не можеме сите калории да ги ставиме во исти кош и да речеме, бројам калории добро е. Бидејќи можеме ние да губиме на тежина, меѓутоа тоа да е само да губиме мускулатура, што е најголем неуспех. Човек кој што губи мускули, губи долговечност. И да се ги пореметиме хормоните. Да, бидејќи мускулатурата е базата, темелите. Тие ако почнеме да ги губиме, а паѓаме на вага, човекот ќе си рече, па добро, јас губам тежина, супер иде. А фактички губиш имунитет, губиш тестостерон, губиш антиејджинг, значи се случува старење и може телото одвнатре да се распаѓа, ти да биде задоволен со бројката на вага, меѓутоа тоа да биде хорор систем во нашиот алгоритам. Така да многу механизми може да се пореметат ако само следиме калории. Бидејќи работам 20 години ова и гледам дека како размислуваат луѓето и она помодарство на броење калории станува тренд, не знаејќи кои се сајд ефектите. Бидејќи како калорија не е секоја иста. Пример, може да јадеш 2000 калории од брокула и риба, пример, и да се случува да се будат едни реакции у телото да напредува, да се подмладува, да добива естетика и да се осеќаш преубаво, пример. Исто така 2000 калории може да јадеш од гумени бомбони и од Кока-кола со шекер, пример. И да се случува невиден хаос и старење. Ти тоа ќе осватиш малку покасно. Мислам не ти, општо сите. Немој, молим те. Ти супер си правиш. Пазам. Али многу е битен изворот, бидејќи секоја калорија како калорија се разликува од потеклото. Дури да сме, како што кажав, исто на 2000 калории и лево и десно, со брокула, риба и пример со шекери чисти, може да паѓаме на килажа, да, меѓутоа тука ќе се развиваат хормоните, ќе има добро расположение, ќе има сила, енергија, нема да има летаргија, поспаност и ќе има креативност. Да. Интелигенцијата се шири буквално со овие калории, особено бидејќи протеините регенерираат и мозок, и клетки, и крвна плазма и се. Додека шекерите имаат 1-2, да кажам, добри ефекти, уште 50 сајд ефекти. Така да и калорија како калорија, дури да имаат исти енергетски баланс, ке речеме 1:1 калорија, они може да имаат различен TEF, тоа се вика термички ефект на храната. У принцип, протеините имаат највеќе TEF. Што значи тоа? Тоа значи дека со 1000 калории влез од протеини во нашиот систем, телото има аутпут, изнесува калории, односно додека влезе таа калорија во нашиот систем, троши многу. Го мачи тело, го мачи позитивно, го спрегнува да работи повеќе и да ја троши. Фактички од тие 1000 може 200 калории да се изгорат при влез. Затоа е многу битно да јадеме протеини наместо шекери. Шекерите немаат TEF, односно премал имаат и при влез на шекери се будат лоши реакции. Така да меѓу кои и добри, не е само да ги демонизираме, меѓутоа да селектираме, како што кажаме преска, кои се тие извори на шекери. Да. Некако сето тоа може би изгледа прекомплицирано, нели? Меѓутоа затоа сте вие тука, затоа тоа вашата работа да ги едуцирате малку повеќе луѓето. Јас би сакала да одиме со фотографии еве од Паки веќе кога збори, затоа што фотографиите се трансформации на луѓе кои што нели се твои резултати, верувам дека се навистина многу горд на тоа, пак ја замолам режијата да ги погледнеме фотографиите на Паки, на Дејан е потпишан, да не се збудите за Паки и да видиме кои фотографии ни ги прати тие. Не знам само дали се спремно режија да прашам. Да, секако. Ајде, може. Повели Паки, ова се луѓе со кои што се работел. Да. Овој дечко беше. Колку што може да забележиме, младо момче на екранот, колку младите денеска околу се? 16-17 години 16, Томас, да наистина го поздравам. премлад, да, наистина е премлад. Одлична трансформација. Како?
Томас. Поздрав. Томас до Томас. Томас. Да, има уште неколку трансформации, режија мувам да му само да ги свртим. Имаме мажи, жени, навистина јас ги погледам, види Ова ова. е Ана, голем поздрав до Ана. Дали 25-30 килограми нешто така изгубивме. Мислам, изгуби со моја помош. Браво. Промена на животни навики, промена на монака на мајндсет, Тоа си следува некако кога ќе изгубиш тежина, Да. психолошки се менуваш. Да, али многу е битен пристапот низ процесот. Ако процесот, пример, јас си го направам да е потежок, она ќе има одбивност од сето тоа Да. и може лесно да се откаже. Така да битен е и менторот, битна е и она, самата клиентка, релацијата е многу важна. Да. Така, одиме понатаму, режија има уште Многу е неколку важен свртета. пристапот. Ево е Благојче, дури и сега е уште подобра форма, да го поздравам. Човекот изгуби многу килограми, значи многу. 50 на килограми и повеќе, комплетно, и плюс додадовме сигурно 10 на кила мускулатура, што тука е уште поголем успех дава. Мажите стомакот некако, нели, најчесто сакаат да го симнат, гледам тука разлика во стомакот. Да, нели да. оној кој што го викаат народски пивски стомак, така? Знаеш, ние сите се фокусираме на стомакот, меѓутоа процентот на масти ни целото тело. Од образи до задник, кичма, задна ложа. Ние естетски највеќе го мразиме, да кажем, стомакот, многу даваме акцент на струкот, инаку не можеме само таму да извадиме масти. Телото нема таква селективна зона да само таму бира. Него значи низ подеднакво целото тело. има биолошко, да кажем, одзимање на масти и ослободување на различни места. Вртете режија, има уште. Ево е нашиот најдобар боксер со моментално во Америка живее, Гого, светски шампион. Морам да го поздравам, човекот е прав. Не го познав, прав знаеш воин. дека? Гого Брейвхарт е потпишан. Да, Значи го знам, човекот како е не. феномен. Морам да го поздравам. Гого е човечиште, во секоја смисла на зборот. Толку дисциплиниран и скромен, а толку добар и великан, немам зборови за неговиот менталитет. Мора и тука нешто да ти Мора, кликне, да, како викаат да. во главата. Имаме уште режија. Ако сте тука, да. Ово е Филип, исто така машина од човек кој што направи одлична трансформација и се надпреваруваше и на балканско и на македонско првенство. Предобра форма извадивме. Браво. Силен карактер. Некои луѓе едноставно го исчеличили карактерот во детството, па ми приоѓаат со таков пристап и со нив ми е многу лесно да работам. Многу прелесно се одвиваат нештата како 2 и 2. Со некои, да кажам, од мек карактер, неизграден, па треба да работам на нивниот начин на размислување, навики, па потоа Па да да следи стигнеш трансформација. до телото. Така да пристапот психолошки е битен колку и физички и нутритивен. Така, добро. Ова сум ја, Кој е оваа особа? ова сум јас. На времето, не ова е лани. Не, пак и сега изгледаш така. Не, лани ова се шалам, да. Па добро, еве гледаш и ти си работиш. Слично изгледам преку цела година, долго време. Ова Игор направи многу добра Еве го трансформација. пивскиот стомак што го збориме. Да, пивскиот стомак. Добро, гордо и срекна изгледи на првата фотографија. Па да ти Само за кажам, слика е така, уживе. Само за слика е тоа. да, не изгледа несрекно. Да, Некако и тажа не посрекно. натурала. Посрекно изгледа на првата. Така се погодила, да. Има многу да. трансформации, на повеќето нив сум многу горд и сум горд на тоа какви промени сме направиле и останале во тие луѓе. И некогаш браво. ќе ги видам после 10 години и гледам дека уште така и дури и подобро изгледаат, размислуваат како тогаш кога сме промениле навики, тоа ми е целта на мојата работа. И тоа Само ми би дава запрашала сатисфакција. за првиот клиент, бидејќи има 16 години, кога е вистинското време младите да влезат во теретана, да се занимаваат со храна и исхрана, бидејќи во тој период растот и развојот се уште се случува и многу е битно кој советува, затоа што денес имаме плејада на нутриционисти, на фитнес советници, на се што ни е понудата, демонизираме одредени работи кои што се важни за телото и организамот и може да се направи штета на долг рок. Да, баш така, многу е битно со кого, од кого Работиме, слушаат да. информации, од која социјална мрежа конзумираме информации, дали може да не уништат или оправат, а за генерација, па реално на младите деца им е побитна спортска работа отколку на нас. Мислам, нема некое строго правило дека нешто мора тогаш да се почне или да се заврши, на сите нас ни треба, на младите особено. Како што кажа, тогаш се во раст и баш тогаш треба да им дадеме здрава храна, Така е. тренинг со отпор, да не биде со екстремна тежина, меѓутоа треба да имаме тренинг со отпор, бидејќи тогаш се сетираат главните хормони, главните механизми, ако не ги пробудиме тогаш и ако не ја создадеме таа здрава база, која што подоста на стари години ќе ја викаме генетика, односно ако не направиме спортска историја до 20-та година, после многу тешко, потешко човек да смени навики и потешко и телесната компоненција да ја промени. Бидејќи
може да видиме на 50 години како изгледа спортист кој што моментално не тренира, ама цел живот го поминал. Треба да, Спортски, има разлика. викаме за него, он има генетика. Не, он има историја во спорт. Телото памти. Едноставно од 5-та година, 6-та, 7-та почнал со карате или тенис, да не спомнуваме милион такви великани кои што ставно ни е полесно да кажеме, добра, ама него му е лесно, има генетика. Не, малце во македонскиот синдром не ми се допаѓа тоа, еве ја да кажам негативна критика, што на балканскиот, некај нас, општо, додека Србија и Бугарија се многу побудни и напредни на темава, не им дозволуваме на нашите деца во основна школа да тренираат, мислејќи дека тоа е екстремно. Напротив, тогаш треба, бидејќи ако не им дадеме спорт во таа возраст, сигурно ќе магнетизираат пороци, никотин, цигари, дроги, сега тоа стана нормално, за жал нормално, а многу луѓе демонизираат спорт. Ке рече некој, немој да почне рано му е пример на 16-та возраст. Не, јас на пример ми е криво зашто не сум почнал со тегови порано, бидејќи сватив колку влијае позитивно врз размислување, врз долговечност, врз изглед, врз самодоверба. Дали, физичкиот дел се манифестира врз психологијата наша, па добива самодоверба. Задоволен си со себе. Кога човек е задоволен сам со себе, едноставно ги анулираме комплексите. Нема фрустрации. Убаво ти едноставно, а тоа го носи спортот. А да не зборам веќе и за самата хормонска реакција што носи спортот кај младите деца, многу допамин, многу серотонин, ендорфин, тие се хормони што ни даваат смисла на животот. Едноставно ни даваат задоволство. Така, спортот дава вистинска смисла. Режија, ве молам фотографиите на Томас, Александра, ке немаме време, ве молам фотографиите на Томас ако може да ги погледнеме. Уживаме низ уметничките дела. Да, има неколку Слободно може да прекини ги ми кога зборам, ја сврти. можам длабоко да влезам во темите. Знам, затоа цело време цупкам затоа што сакам и Може фотографиите да ми исклучиш од програма слободно. Не, со тебе на подкаст треба, цела емисија сам гостин да бидеш. Режија, може да ги вртите фотографиите, тоа се фотографии кои што се дело на Томас и навистина се, не знам, се која од која побава. Фала многу. Која од која, јас ги погледнав. Овие се трета димензија, сите имаат свое, ова е машко-женски однос. Жената вели е како оганот, може храната, љубовта како храна да ја направи повкусна и во зимските денови да те стопли, но може и се во пепел да направи. Правиот маж треба да знае кога да го пламне, кога да го изгаси оганот. Плавото тоа е водата, мажот, а оганот е женскиот лик. А тоа е буквално од средина на Најголемите војни се за жени, така да... се околу жената. Цела една приказна во се фотографија. околу жената, да знае. Браво. Ова е неверница, така се. Пак жена. Да. Види. Па не, она прескаваше коњ. Тоа е маша. Че да видиме следното што е, дали е маша Неверница или дека жена. не верува во ништо или не е Не, верна? неверниција, века, ова е и машки и женски, сака подеднако од двајца, но става маска и ги лажи едниот и другиот дека ќе остане со него. Тоа се две дела, да. Тоа е тридимензионално, се излева од тоа. Ова е кога не сака да игра по правила, затоа е шаховско поле. Коњите ми се некоја тоа символ на гордост, на снага, и доста ги продавам. И веројатно нешто има кај нив што луѓето ги провоцира. Да. Ова е нешто дел од модниот свет. На времето. Да, инаку и, замислете, и композитор, и текстописец на Макфест имам 2-3 пати пеено. Имам спот до MTV Адрија стигнато со моја песна. Браво, Томас. Ова е со Мики Црнокрак, да. Затоа кажав ја човек со многу таленти, со многу професии. И тоа е убаво, креативен да бидеш. Тоа не знам дали ми е предност. Зашто да не е пред нас баш? У Македонија не. А, да, добро. У Македонија. Да. Добро. Супер, гледаме некако да скратиме, ајде фотографиите и од Кире за да ги видиме, за да може да имаме време. Кире, пократок коментар за секоја од сликите, Така, повели. ова е слика со Андреја Страјковски, инаку нели споменавме, јас имам линк со атлетиката. Да. Тој е во моментов еден од нашите најдобри атлетичари, рекордер во Македонија во скок во далечина и член на работничка моментално. Супер, следна режија. Ако може. Ова е дел од пошумувањата, никако не ги споменавме во емисијата, со црвениот крст. Инаку јас како човек на функција каде што сум, се трудам да што повеќе оплемениме од нашата Македонија и честопати сум дури и иницијатор на овој акции за пошумување. Браво.
Ова е слика со еден мој близок пријател пожарникар со новите возила кои што беа видоизменети, кои што беа специјализирани за борба со пожарите и во огромна мера ни помогнаа минатата година. Се надевам дека оваа година нема да ги употребуваме. Дај Боже да биде тоа така. Исто. Ова е слика каде што заедно со дел од Делчево, со граѓани од Делчево учествува во санирање на последиците од една поплава која што имаше во Делчево. Значи ова е надвор од моите активности, зборам професионални. Ова е исто така акција на пошумување која што заедно ја направивме со граничната полиција и со Frontex. Исто така, нели, еве, како што викаме и пак и да почнеме да делуваме на мајндсетот, значи да луѓето што повеќе размислуваат на оваа тема. Она која што треба да го направиме за природата е токму ова. Да го вратиме зелениот сјај, колку можеме повеќе. Да. Ова е заедно со градоначалникот Орце Георгиевски во еден парк во Киселавода, сега е нели градоначалник на Скопје. Оплеменивме исто еден добар дел со садници и јас практикувам да оному каде што сме насадиле одредена бројка на садници, после некоја година, 2, 3, 5, доаѓам и покажувам на граѓаните што е она кое што сме го направиле. Да. Ова е исто така една, би рекол, дружба со колегите од јавното предпријатие Македонски шуми од Радовиш, каде што после еден голем пожар од 24-та, ние лани пошумивме една поголема површина. Сакав да им доловам на луѓето дека еве не е се онака профи, еве гледате дека има и место за дружба, за забава, така да сето ова го правиме со голема љубов, со љубов, да. така. Тоа е поентата на приказната. Да, супер. И таман сме на време, јас верувам дека еве и 27 минути. Знам дека пративте по многу повеќе фотографии, меѓутоа нели времето толку ни дозволува. Некако ни се погодивте сите тројца комуникативни гости. Само Ајде за крај може. Еве, ова е благодарница за вашата колешка за Дракче, затоа што возможи да бидам дел од емисијата кај вас. Браво. И така да Ке ја предадеме на Дракче. Еве, сакав да ја изненадам. Ќе ја краси кујната која што Сакав да ја нашата изненадам. Дракче. Ја поздравуваме Дракче кој е на заслужен годишен одмор, но од септември ја очекуваме новата сезона каде што сите ќе ве поканиме да готвите со Дракче. Да, Томас, ќе прифатиме? Да. Уште да не прифатите. Добро, јас ви благодарам на сите тројца што бевте наши гости. Сега пак и тука ќе не среди малку некој совет тука како да се исхрануваме, како да вежбаме, како да осладнеме Киреа. Да, реков. Пусти ми тоа лајв за да слушаат други. Мора, да. Ви благодарам многу, ви посакувам убав ден, убав викенд, со тоа со оглед на тоа што сме петок и се надам дека ќе се видиме во некоја следна ситуација, во некоја следна прилика.